Добро, почитувани, во интерес на јавноста и во интерес на МВР, јавното обвинителство за организиран криминал да отвори истрага за сиот случај ноќта од 1 часот и 45 минути на 3 јуни, кога при акција на ЕБР во градски парк пред дискотека нападнат, фатен за врат и тепан со боксови е полицаец. Група од 4 лица е приведена во полициска станица Карпош заради наркотици, но кривично правниот настан, нападот е заведен дури во 6 часот и 30 минути са бајлето, цели 5 часа подоцна и во него се споменуваат само 3 лица. Почитувани, јавното обвинителство за организиран криминал мора да ги расчисти околностите за кои што постојат многу индиции, а фрлаат огромен сомнеж за партизација, самоволија, неказнивост и злоупотреба на МВР. Почитувани, наместо соопштенија од МВР, во интерес на јавноста е јавното обвинителство за организиран криминал да одговори и тоа по редослед. Зошто во полициска станица Карпош минуваат 5 часа од записникот за приведување на 4 лица до заведување за напад врз полиција со вклученост на 3 лица? Дали во попречувањето на полициската акција во градски парк пред дискотека учествувал и синот на директорот на БЈБ Сашо Тасевски? Дали имало присуство и лично на директорот на БЈБ Сашо Тасевски? Дали има злоупотреба на овластувањата и е правен притисок врз полициска станица Карпош од директорот на БЈБ Сашо Тасевски или од неговото семејство за изземање на лице од случајот, односно менување на фактите? Почитувани, премногу скандали се поврзани со недозволено оружје, недозволени материи, недозволиво однесување и за сето тоа е проследено со неказнивост, што се поврзуваат со директорот на БЈБ. Сашо Тасевски единствено има партиска заслуга за позицијата, а молкот на институциите кон овие скандали е потврда за постоење на неказнивост. Ви благодарам. Повелете со прашања. Владеачката СДСМ тврди дека председателот на ВМРО Кристијан Мицкоски ги прифатил уставните измени, го променил ставот на ВМРО и смета дека тоа е добра основа и тврдат дека сите барања на опозицијската партија се прифатени. Исто така порачуваат од СДСМ дека диалогот треба да продолжи. Мора сега само може според нив да се разговара за заеднички како да се изменат уставните измени, неопходни за продолжување на европскиот пат. Го цитирам, значи, СДСМ. Како коментар имате на оваа порака од СДСМ? Благодарам, панов, што го исчитавте пресот на СДСМ. Почитувани, есенцијално за продолжување на разговорите, најважно е сега Димитар Ковачевски, наместо со манипулации, веднаш да излезе во јавноста и да каже кој предлог на ВМРО-ДПМН е прифатен. Еден предлог, односно првиот предлог, е одложено важење на уставните измени до моментот кога Македонија ќе стане членка на Европската Унија и преодна влада без ДУИ во неа, или вториот предлог, избори на есен, гаранции од европските институции за македонскиот многувековен идентитет и посебност, пакет помош од Европската комисија и барање до Бугарија да имплементира најмалку 3 од пресудите од Европскиот суд за човекови права поврзани со македонците во Бугарија. И по изборите на есен, партијата која што ќе биде опозиција да ја подржи владата и државата во спроведување на овие чекори. Значи, ќе повторам уште еднаш, најважно е за продолжување на разговорите е Димитар Ковачевски да престане со манипулациите и јасно во јавноста да соопшти кој од двата плана предложени од ВМРО-ДПМН ги прифатил. Во иста насока и одговорот пристигнат до прашањето пристигнато од Алсат во однос на составот на таа идна можна влада. Како коментирате ставот на ДУИ, имаше вчера председателство на ДУИ, била дека ќе напушта таа влада или преодна влада, доколку стапат во сила уставните измени? Уште еднаш, во моментов најважно е Димитар Ковачевски да пресече со манипулациите
и да каже кои од двата предложени плана на ВМРО ДПМН ги прифаќа. И благодарам.